Добро утро на сите. Се надевам дека ова ќе биде едно од последните видеа кои што ги снимаме за ниво 0 на развој, односно проблемите што ги имаме со ѓубрето во Скопје. Зборуваме претежно за центарот во градот и зборуваме за големи диви депонии. То почна да се случува процесот за кој што предупредував дека ќе се случува, тоа е дека сите оние диви депонии, претежно во општина Центар, кои што за време на кампањата за локалните избори се расчистува, почна повторно да се формираат. Во неколку минути ќе ви покажам дел од нив. Првата голема депонија која што повторно ни се формира е практично во центарот на градот. За сите тие кои што можеби не се од Скопје, еве го стадионот. Позади оние дрва таму позади ја зградата на владата на Македонија не се гледа. А овдека е огромна дива депонија, еднаш исчистена како дел од кампањата за локалните избори, меѓутоа повторно ни се формира. Брда од градежен шут и отпад, кој што повторно ни се собира. Овие слики навистина не ќе повторно да ги гледаме, бидејќи е една жива срамота за сите нас. Каде и да се завртите, само ѓубре. И пак гледки на диви депонии. Погледнете. Ова е организирано фрлање на отпад, не е тука некој да поминувал и нешто да джитнал, тука со камионче, со било што се фрла ѓубре организирано и мора да се најде начин ова да се стопира. Видите колку е валкано се. Колку и да се движите, само ѓубре ќе гледате. Стадионот, националниот стадион. Додиме во Тирана да видиме дали околу нивната национална арена изгледа вака. За ова не може да си бараме оправдување, ова мораме веднаш да си го средиме. Одиме сега кон една друга локација. Пристигнав пред УКИМ, тоа е во околината на нашиот најголем универзитет и тоа што го видов е навистина се срамам искрено да ви кажам. Еве во факултетот. Еве салата на УКИМ која што многу пати ја снимавме. И еве стара новата депонија. Повторно ни се појави. Ова е во центарот на градот, практично до нашиот најголем и најзначаен универзитет. Вака во слободна, суверена и независна Македонија, по сите апели, по сите драми, по сите перипети, повторно изгледа околината на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Предупредував дека повторно ќе ни се формираат овие депонии. И тоа се случува. Не дека јас сум многу паметен, туку едноставно тоа е логиката, дека тие кои исчистиш и продолжат сите да се фрлат на тоа место, бидејќи таков е системот, повторно ќе ги имаме овие погледи и призори. Салата на УКИМ, дворот. За мене ова е национален пораз. Можете ме критикуваат, ама не можам, така го доживувам искрено. Ова е булеварот Александар Македонски, околината еве ви, да видите. Критична локација број 3, меѓуградската или меѓународната автобуска станица во Скопје. Катастрофа. Ова се е ѓубре. И ова е во самото срце на градот, под железничката станица, местото од каде што најголем дел од туристите кои што доаѓаат од Скопје, кои што сакаат да ги посетат другите градови, од тука тргнуваат или доаѓаат. Паркингот е приказна за себе. Целиот паркинг е превалкан. Ова е меѓу општина Центар и општина Аеродром. Изгледа катастрофално. Еве го и погледот на ке црквата и еве доздолу што имаме. Центарот на Скопје сум и ова е нешто што исто така мора да се поправи. Видете го ова. Министерството за енергетика, државна институција, музеј на град Скопје. Главниот музеј на град Скопје. И погледнете доле. Ова мора да се среди потхитно. Исто така тажно и ова ми е неверојатно и вака е со години реално пред музеот на град Скопје, едниот од главните музеи во градот имаат автомобили паркирано. Многу ми е мило што во центарот на Скопје пред камениот мост и коритото на Вардар е во значително подобра состојба, тоа навистина многу искрено ме радува. Можете да видите како е сега. Се сеќавате, претпоставам, на сите оние снимки кои што ги снимав во текот на летото, во месец август, токму оваа локација како изгледаше. Беше буквално со острови направени, со треви, со ѓубришта, со премногу ѓубре, една навистина поразителна слика, скалите обраснати со трева. Сега сликата е сосема поинаква и чистено е навистина во едно елементарно пристојно ниво, нешто што треба да се одржува и секако да се надградува. Овие сводови беа полни со човечки измет, сега наместо тоа има
канта и метла, опремата на луѓето што чистат. Тука веќе не ни мириса толку лошо, ни ситно, ни крупно нема измет, така што ова е една позитивна промена која што треба да стане пракса, правило, а не исклучок. Одлично. Сепак мора да ги средиме овие работи. Видете што е на сводовите. Вистински мали мини депонии. Еви од другата страна. Значи сите што ќе се наведнат тука да го видат, ќе го видат тоа. Искрено се досадив сам на себе да зборувам за камени мост, меѓутоа овие работи не може да се премолчат. Ова мора поттхитно да се среди. Ова е символот на Скопје, на нашиот град. Целиот камени мост ни е унаказан со графити. Затоа сакам да снимам едно посебно видео, меѓутоа тоа не е надлежност толку на град Скопје, тоа е на Министерството за култура, имаат посебно тело тамо, така што тамо ќе треба да го насочиме притисокот. Тоа што е важно, уште нешто ќе повторам, се надам дека овие видеа ќе помогнат малце на надлежните побрзо да излеземе од ниво 0 и да се движиме кон ниво 1 на развиток на нашиот град. Има позитивни промени, има посебен фокус на ѓубрето. Тоа е многу добро и за поздравување, сепак моја задача како новинар е тој процес да го одржувам колку што може жив, бидејќи се работи за наше добро и на тој начин ќе си покажеме сите вистински во пракса како си ја сакаме државата и градот.